Добар ден, почитувани колеги. Денес ја отворам седницата на Комисијата за урбанизам и за животни човекова средина. Согласно член 38 од статусот на општина Битола, ја свикувам седницата на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола за 11.3. среда во 10 часот со една точка на дневниот ред. А тоа е следното. Одлука за формирање на координативното тело за следење на имплементацијата на локалниот акционен план за животна средина ЛЕАП на општина Битола за периодот од, овде има една мала грешка, треба да биде од 2026 до 2030 година. Откако ме информира дека имаме кворум, го молам представникот да се произнесе по точката. Добар ден. Согласно Законот за животна средина, потребно е да се формира тело кое што ќе биде раководено од градоначалникот на општина Битола, кое што ќе го следи имплементирањето на локалниот акционен план за животна средина, а за тоа потребно е и да го известува органот на државна управа надлежен за работите од животната средина. Ова тело, значи, се работи за донесување на одлука, прифаќање на иницијатива за формирање на истото, иначе во понатамошната постапка градоначалникот ќе ги именува членовите и повторно ќе се донесе одлука од Советот за именување на истите. Мандатот на ова тело ќе трае до завршување на планскиот период на ЛЕАПот до 2030 година. Имаме утврдено во одлуката дека бројот на членови ќе биде не помал од 9, меѓутоа и не поголем од 11, со мандатен период во трајање од 2026 до 2030 година. Ви благодарам. Отворам расправа по точката. Ќе ве молам дали некој бара збор. Повелете. Денес носиме само одлука дека треба да формираме такво тело. А зошто не можевме со едно да именуваме членови да формираме оно? Добро, кој може да бидат членови на ова координативното? Значи, телото ќе го предводи градоначалникот, тоа е утврдено во Законот за животна средина, а нашиот предлог имаме ставено дека потребно е да имаме представник на Советот на општина Битола, представник од секторот за инспекциски работи на општина Битола, представник од оделение за урбанистичко планирање и заштита на животна средина, представник од оделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште од јавно предпријатие Комуналец и јавно предпријатие Нискоградба и представници од невладин сектор. Ова не значи дека ова се обврзните членови, значи затоа е дадени простор во однос на бројот од 9 до 11, во понатамошната постапка ќе се именуваат членовите. Добро. Од ваше претходно искуство, бидејќи долго време сте овде, претходниот ЛЕАП има колку посто имаме реализација на претходниот? Вака, значи претходниот ЛЕАП, за жал, немавме формирано тело кое што ќе го следи спроведувањето и не подлежеше на извештај кој што ќе ги даде конкретните податоци. Сега ние во програмата за 2026 година веќе дел од активностите и мерките предвидени во истата, кои што се во надлежност на општината, ги вградивме во програмата и за нив предвидовме одредени средства. Значи, во однос на сите предвидени мерки и активности во овој локален акционен план, покрај утврдување на приоритетите кои што е направена проценка дека се битни во делот на решавање на проблемот на
ова на загадувањето од различни медиуми врзани се и со финансиска рамка, мислам, знаете, така да во рамки на можностите на буџетот ние од аспект на општина Битола имаме предвидено дел од овие мерки да ги спроведиме, а дел од мерките ќе бидат опфатени и со барање на средства од фондации, од некои надворешни, да речам, извори на финансирање и ќе бидат, има и дел од активностите кои што ќе ги спроведуваме, а кои што не се врзани со финансиски импликации. Тоа се тековни работи кои што во континуитет ќе ги работиме во овие уште 4 години во рамките на овај леа. Меѓутоа, законот, пошто ова е документ кој што не е фиксно дефиниран, дава можност, доколку се утврди дека динамиката не е доволно добра или мерките не соодветствуваат со некои ново настанати промени во просторот и во животната средина, тоа ќе биде една од улогите на ова тело, ќе може да се интервенира и да се направи измена и дополнување на леапот. Рековте, имате веќе предвидено средства За одредени, да. Тие се влезени во програмата за животна средина? Да. Колку средства? Сега, не сум доволно концентрирани. Значи, една од активностите е донесување на стратегија за зеленило. Таа е предвидена и со леапот, да речам ја воедно и законска обврска. Општина Битола веќе правиме истражување за нарачување на еден таков стратешки документ. И за истиот, мислам дека 1,5 милион денари имаме согласно анкетирањето за град со оваа големина, ни е кажано дека во таа рамка. Така да, тоа е еден од стратешките документи кои што ни недостасува како општина и предвиден е и со леапот, ви кажувам, и законска обврска е, планираме до крајот на годината да го изработиме и да го имаме и тоа. Добро, значи не знаете колку средства ви требат за реализација за леапот? Не да не знам, сега не ќе да, пошто еве во моментот немам, можам писмено ќе ви доставам, мислам и ја имате вие програмата со средствата. Добро, не се сеќавам точно колку беше, мислам дека немаше некоја ставка значително голема. 9 милиони, ама не сакам вака сега, не знам еве точно. Значи имаме дел предвидени средства и за субвенции, а во однос на конкретните активности, да, имаме предвидено и средства преку програмата за фосилни горива за обезбедување на подземни контейнери, имаме предвидено средства за во делот на да речам сензибилизација на населението во делот на животната средина и на водење на кампањи. Имаше еден средства кои што и во делот на здравството за прв пат определивме, исто се однесува во делот на водење на кампањи за населението кои што се поврзани со таа здравствена заштита и здравствена култура. Добро, благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас би сакал да прашам. Ме интересира кои индикатори ова тело ќе ги следи. Знаеме зошто се формира координативно тело, луѓето кои што ќе влезат, што опфаќа, да објасниме, овој акционен план? Дали знаеме? Значи, самиот леап представува еден многу комплексен документ. Да им објасниме малце на јавноста заради тоа. Да, нема проблем, мислам. Значи, се работи за комплексен документ кој што представува еден од стратешките документи на општините и во истиот, значи главна цел на истиот е заштита и унапредување на животната средина и природата преку систем на мерки и акции за краткорочно и долгорочно планирање, кои што треба да бидат дефинирани и се дефинирани во некоја временска и финансиска рамка. Значи, во рамки на документот поделени се
целите, мерките и активностите кои што треба да се спроведат по сите медиуми, така да имаме поединечни мерки и активности кои што се однесуваат на подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух, на водата, на почвата, намалување имаме на бучава, потоа имаме делот справување со отпадот, предвидени мерки. Мислам, доколку сакате, јас мислам дека ова е транспарентно достапен, објектот е поставен на страната и добро е да секој, да речем, да го прочита и да види во што се за овој плански документ, како мерки и активности, групата, да речам, што го работела, воедно и општината проценила дека тие се приоритетните активности кои што треба во овој плански период да се превземат за да имаме значително подобрување на состојбите во животната средина. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за, ќе ви молам да крене рака, односно да гласа за. Извинувам, процедурално. Повелете. Рековте ова грешка 2024-2030. Јас мислам дека не е грешка, дека е од 2024 до 2030. Дека 6 годишен е. Да, знаете во кој мислиме дека е техничка грешка. Ние го напишавме леапот, планскиот период на леапот. Меѓутоа, координативното тело ќе функционира, ова сега одлуката се однесува на самото координативно тело. Јасно. Со 4 годишен мандат, јасно. Да. Инаку 6 години е временскиот планскиот период на траење, со тоа што ви кажувам, во меѓувреме може истиот да се менува и дополнува и законот пропишува дека обврзна е промената, односно носење на нов леап по истекување на планскиот период. Ние во 2031 веќе мора да донесеме нов. Пошто за некои стратешки документи велат дека трајноста им е до донесување на нов. За овој документ Ова е 2024 кога го имаме донесено ние? Значи 2025 е изгласан тој. Вие, да, Советот со одлука на во 11 месец 2025 го донесе леапот. Меѓутоа, планскиот период, сите проекции, пошто изработката негде траеше околу 2 години, и сите проекции се однесуваја и анализите на постојна состојба се однесуваја од периодот 2024. И така е донесен. Овој леапот електронски го имаме во печатена форма, издае некако брошура како претходно што се издаваше? Мислам Не, само електронски, така? електронски е, мислам, го има и на страната, можеме и ние доколку некој сака да му дадеме CD. Не, чисто прашувам. Го имаме, да. Го има достапен и на страната. Во ред, благодарам. Да. Благодарам. Се извинувам, еве го истиот е донесен на 6.11.2025. Заклучок за донесување. Два гласови за. Се извинувам, повелете. Да. Прво се извинувам дека задоцнев на комисијата. И јас имам едно прашање за тоа што во материјалите за претходната седница сакав и прашање до градоначалникот да доставам за врска со ова програма ЛЕАП. Таму имаше сетнав на сајтот на општината дека е избрано координативно тело тогаш кога е донесен, па видов дека некои советници во смисол Георги Георгиевски, директорот на Водовод во тоа време, Пеце Милевски биле членови. Па ме интересира ова што кажувате дека се однесува на овој период од 25-та наваму, тој состав во тоа време, што беше задачата и што имат направено како дејности или действија од тогаш па до сега? Значи, претходно кажав дека се работи за многу комплексна постапка и на изработка и на спроведување. Законодавецот предвидел и во фазата на изработување на самиот леап да се формираат неколку тела
кои што беа задолжени за различни сегменти од обработката на леапот, така да јас сега точно не се сеќавам кои се беа вклучени, представници од јавни предпријатија од Совет, меѓутоа се работи за вклучени, мислам, членови на тела кои што учествуваја во изработката. А сега формираме тело за следење на планот. Таа е разликата. Мислам и пожелно е можеби некој од нив и да учествува и во спроведувањето, пошто изворно ги знаат работите како се дошло до некои мерки, меѓутоа одлуката е, мислам, крајната на Советот кои членови ќе бидат. Мислам дека јасно е. Ви благодарам. Еден воздржан, кој е против? Дали има некој против? Нема никој против. Со 2 гласови за, усвоена е одлуката за формирање на координативно тело за имплементација на локалниот акционен план за животна средина на општина Битола за периодот од 2026-2030 година. Со ова ја заклучувам седницата. Ви благодарам на вашето присуство и ви посакувам успешен ден.